Благодарам, председателе. Почитуван пратеник Николовски, дополнително одговорот кој следува е вака. 2008 и 2009 година бруто домашниот продукт на државата е 2008 6 милиарди 772 милиони евра, 2009 6 милиарди 767 милиарди евра, 2019 и 2020 е 11 милиарди 209. Значи е скоро дуплиран бруто домашниот продукт на државата, согласно тоа и расте буџетот на државата. Тоа е многу логично. Како расте економијата, така расте и перформансот на државата и во приходен и во расходен дел. Дека ништо не се гради, не е точно. Во моментот се градат 189 километри автопати, експресни, магистрални и регионални патишта, или 610 милиони евра се инвестициите во автопати, 168 милиони евра во експресни патишта и 12 милиони евра во магистрални и регионални патишта. 59 километри автопати се градат во државата, 110 километри експресни патишта и 20 километри магистрални и регионални. Дополнително се рехабилитира 208 километри автопати, експресни и регионални патишта во вкупна вредност од 42 милиони евра. Значи вкупно 840 милиони евра се инвестираат во 400 километри патишта во државата. Гасификацијата сега гради со одлично темпо. Гасоводот ја помина Битола и тера после Битола према Ресен. Од оваа страна сме према Тетово и Гостивар. Веруваме дека следната година може да почнеме од Гостивар према Кичево, се со конечна цел да стигнеме до вашиот и наш Охрид, Струга и преку Ресен да го заокружиме прстенот. И во едни такви околности гасоводната мрежа, за која што овој парламентарен состав дискутираше, има пазарна вредност сега, со тоа што државата е 100% собственик на гасоводот во државата, после ова законско решение, вредноста на гасоводната мрежа на пазар е повеќе од пола милиарда евра. Повеќе од 500 милиони евра е вредноста на националниот гасовод, кој што е 100% во собственост на граѓаните. Каде отидоа другите трансфери, кои се зголемени? Зборувавте од 870 милиони евра се денеска, 41. Трансфери се трансферите од 20 милиони евра кон Македонската радиотелевизија, за да укинеме радиодифузната такса. Имаме трансфери према нив. Блок дотациите, кои што растат за училиштата, детските градинки, средни, основни училишта, библиотеките, противпожарните станици, само за противпожарна заштита имаме дуплирани буџети од она што го затекнавме и денеска Министерство за одбрана редовно ги сервисира за да ги зајакнеме самите станици, каде што има и пари за капитални средства. Трансфери се кон Фондот за здравство. Фондот за здравство денеска е 550 милиони евра и расте во делот на својот квалитет на здравствените услуги. Пред 3 години беше 370 милиони евра. Нови трансфери се Фондот за пензиско, кои што се намалени за разлика од порано, кога беа 31 милиарда денари, сега се 26 милиарди денари. Се намалени, ама и тие се трансфери. Социјални грижи. Трансфери се за исплата на социјалната помош. Ако се сеќавате, 300% е зголемена социјалната помош во државата. Се зголемени за 40% опфатот на ранливи категории, посебно заради корона кризата и слично. Истовремено, трансфери се и средствата од 10 милиони евра за вакцините, за лекарствата. Сето тоа се трансфери кои што се обезбедени целиот овој период. Така да државата има одлични перформанси, продолжуваме понатаму, многу подобро се справуваме и со вакви предизвици предизвикани од оваа светска пандемија, подобро од многу европски земји со поразвиени демократски системи и пофункционални административни капацитети, имаме подобри перформанси, како и да се споредувате со многу земји. И тоа за мене значи јакнење на довербата во институциите, пред се лекарскиот кадар, докторите и сестрите ја дигнаа оваа доверба во нашата јавност, луѓето веруваат, а се повеќе и повеќе се создава можност да дополнително градиме ефикасни институции кои што ќе можат ефикасно да ги сервисираат услугите према граѓаните, за без разлика од кој аспект се работи. Само овие последни денови се вклучени и илјадници луѓе на времено да стигнат сите пари до ранливите категории граѓани, тие 27,5 милиони евра за помош на пензионерите, за помош на самохраните родители, за помош на
пасивните баратели на работа, но и да стигнат парите до сите компании кои што се исплаќат, делот на редовните приходи или помоши од 14.500 и 21.778 денари, дополнително тие 17,5 милиони евра за подршка на компании кои што 400 македонски компании почнаа да инвестираат на веќе почната корона криза. И државата ги помогна 17,5 милиони евра, а тие сами од собствени средства инвестираат 90 милиони евра. Странските инвестиции се зголемуваат во државата и за време на корона криза. Неколку веќе се објавени, ќе објавиме јануари и февруари, штом ќе се донесат новите одлуки за почеток на инвестициите. Продолжуваме со решение на втората и третата фаза на железничката пруга на коридорот 8. Таа е некаде околу 170 милиони евра втората фаза, третата е 404 милиони евра. Финансиските средства се обезбедени преку Националниот инвестициски комитет. Веруваме дека меѓу 50 и 70% ќе обезбедиме грант од Економскиот инвестициски европски фонд, токму за железницата, а и за многу други проекти. Веројатно Европската унија ќе чека освртот и на опозицијата, зборам и за македонска, и за албанска, и за помалку бројните партии, за застанување за големите капитални проекти, како што се железници, гасификации, прочистителната станица во Скопје, сите фабрики за прочистување на вода и сите фабрики за преработка на отпад, кои што мора да се градат во државата, клиничкиот центар и слично. Таму постојат можности од овие 9 милиарди евра од Европскиот инвестиционен фонд, Економски инвестиционен фонд, некаде околу 1 милиарда да бидат за наша земја, токму за вакви капитални зданија, како што се секако и автопатите Скопје-Блаце, автопатот Кичево-Букојчани, како што е автопатот Прилеп-Битола, за кој што следната година очекуваме да почнат постапките и на изведба, заради тоа што ќе одиме со Јелофидик, автопатското или пресното решение Смоквица, Богданци, Валандово, Струмица, бугарска граница и така натаму, како капитални инвестиции што треба да почнат следната 2021 година. Така да, капиталниот развој на државата, фала Богу и за време на криза, ваква, каква што е, секаде во светот, па и кај нас, добро се одвива, можеме и подобро, најдобро 100%, ако треба и ребаланс да излеземе некој пат пред вас да бараме да биде и повеќе од 100%, да вградиме плюс пари, заради тоа што инфраструктурата ги враќа парите назад кон граѓаните, кон македонското стопанство, за да може да има се повеќе и повеќе зајакнати капацитети. Јас сум убеден дека секоја криза е можност. Очекувам 2021 година да биде таква можност за нашата земја, заради тоа што во овие денови на голем пик на ковид криза се преговара, се постигаат сериозни договори. Сакам да искористам приликата, заради тоа што зборуваме за финансиската состојба, економската состојба во државата. Пред одлука сме за донесување на наше учество во проектот Александрополис, каде што ќе вложиме наши државни пари преку ЕЛЕМ и преку НЕР, директно во гасниот терминал во Александрополис, каде што Република Северна Македонија ќе учествува со 10%, во гасната електрична централа 25%, каде што директно ќе учествуваме како држава. Тоа се за замена на еден блок од рек Битола, толкави капацитети, значи 800 мегаватни станици. Во моментот е потврдена проверката на правните документи за гасниот терминал, се прави проверка од правни служби и ангажирани аутсорсинг служби во владата за учеството наше во гасната електрична станица во Александрополис, но се оди во фаза на Чебрен. Имаме 10 компании кои што се сериозни европски джинови, имаме 2 турски, една кинеска компанија кои што ја поминаа првата фаза, меѓу кои е државното француско електростопанство, грчката енергетска компанија Евана и Келак, заедно од Австрија, шпанската енергетска компанија и така, италијанските 2 големи во конзорциум, уште 3 француски во конзорциум и така натаму и така натаму. Верувам дека се тоа што го правиме и со фотоволтаиците и со ветерниците, инвестициите во земјоделието, ако поминат кредитите овде во собранието, ќе се градат веднаш на пролет 3 големи
центри во Скопје, Ресен и Струмица, кои што се многу значајни. Апелирам собранието да има таков осврт, така да верувам дека 2021 година ќе биде навистина показ дека секоја криза е можност и државата ќе има сериозни економски квантни скокови во делот на тоа што не очекува. Благодарам.